Драги корисници на овие мои гласни предупреди, безбери треба да се соочиме со една веќе започната игра на јавно лицемерие. Внимавајте добро на неколките факти со кои сакам да ве запознам и да ве соочам. Прво, недостиг на транспарентност до сега. Постои формирана, знаеме, од страна на владата на Република Македонија, тоест незините адекватни ресори, одбор за остварувањето и реализација на проектот за издавање на плюс 60 томови дела од македонската литература. Одборот, пак знаеме условно, се состои или се состоел од 13 членови, дел од кои се меѓу нас тука, најверојатно, но јавноста воопшто не е известена за ова постојање. Второ, во тој одбор има и неколку литерати. Упатените велат дека биле 1/3 од составот. Тоа кажува дека другите 2/3 се нелитерати. Да не речам и конфронтирани, туку и мудро воздржани, бидејќи наместо Армаган, дар, ќе значи злоупотреба, чиј извршител ќе биде државната администрација. И во таа смисла и претходно треба да кажем каде се загуби драга самоуправо. За сега толку. Драги пријатели, мене ќе ми беше подраго да учествував на трибина со наслов капитални хонорари, одошто капитални вредности, но двете нешта се повторно поврзани. Размислувајќи за оваа трибина, од каде да тргнам, прво решив да изразам навистина изненадување од потегот да државата, односно владата, овозможи објавување на 60 томови од македонската книжевност, нешто што го прават и други држави, нешто што е практика во развиените културни средини, додуша таму обично одат под една друга цифра 100, но не треба да се биде нескромен. И јас на почетокот сакам јавно да искажам дека сум изненаден и дека ја поддржувам оваа иницијатива, но, како и мојот драг професор Гане Тодоровски, многу повеќе ќе говорам за можностите таа иницијатива да се спроведе во дело, одошто за тоа што таа значи во една, ако така можеме да кажеме, културна смисла. Таа е за секоја пофалба и тука нема никаква дискусија. Но кога почнав да размислувам, некако почна да ми се гаси тој оптимизам и тука акцентот јас не го